Обвинители на денешната седница избира нов шеф на Скопското обвинителство. Во трка за прв човек на најголемото обвинителство во државата се вкупно 5 кандидати. Седницата заврши пред малку, а деталите во овие вести ги дознаваме од колегата Зоран Јаневски, која следеше седницата. Зоран, кој е нов шеф на Скопското обвинителство? Нов шеф на Скопското јавно обвинителство е Анел Фидоски. Тој беше избран на денешната седница на Советот на јавни обвинители, доби поддршка од 7 членови на Советот од вкупно 11. Во дебатата во однос на предложените кандидати, односно кандидатите кои што аплицирале за позицијата шеф на Скопското јавно обвинителство, 5 членови на Советот на јавни обвинители говореа за кандидатите. Тројца од нив имаа пофални зборови за Анела Фидоски, па така членот на Советот на јавни обвинители Маријана Илиевска рече дека била дел од членот на комисијата која што ги спроведувала интервјуата за кандидатите. Па таа рече дека ќе му даде предност на Фидоски бидејќи тој поседувал интегритет во работата, имал визија за ефикасност и подготвеност за примена на современи практики. Членот на Советот пак Ардијан Демири рече дека и тој присуствувал на интервјуата за кандидатите кои што конкурирале за прв човек на Скопското јавно обвинителство и тој рече дека обвинителството се наоѓа во фаза кога треба подинамична работа и дека Фидоски може да одговори на тоа. Членот на Советот пак Кети Петковска рече дека ќе гласа за Анела Фидоски, бидејќи неговиот против кандидат Гаврил Бубевски, кој што досега ја извршуваше функцијата шеф на Скопското јавно обвинителство, имала лоша комуникација со Министерството за внатрешни работи, имало и за останати кривични пријави по кои јавното обвинителство не постапувало. Имаме изјава, предлагам да ја погледнеме. Има ли програма сите кандидати предложено? Како биравте? Кој има програма, кој нема. Значи, вие бевте внатре и тоа. Немаше некоја поголема дискусија околу кандидатите. Сепак 5 кандидати имаше, сите ги нели исполнуваат условите, за некој не ни слушнавме ни еден збор од страна на членовите на. Секој член е независен во своето постапување и гласање и тоа. Ја као претседател го отворив расправата. И тоа. Избраниот понудили програма имаше ли што? Избраниот фактички во интервју покажа добри резултати и заради тоа некои членовите ценеше дека треба да му се даде шанса. И веќе му дадевме шанса. Инаку, освен Фидоски, во трка за прв човек на Скопското јавно обвинителство имаше уште 4 кандидати, вклучително и до скорешниот прв човек на ова обвинителство Гаврил Бубевски. Сепак тој доби поддршка само од 5 членови на Советот на јавни обвинители, а како што беше наведено, тој бил единствениот кој доставил програма за работа во следниот 4-годишен мандат. Инаку, Анел Фидоски има работен стаж од скоро 12 години како јавен обвинител, а во претходниот работен век тој постапуваше по предметите со убиството на Никола Саздовски, беше и во предметот Владо Бучковски за случајот Тенковски делови, а беше јавен обвинител и за случајот со малата Тамара од Велес. Деспина повеќе за целиот начин и постапка на избор на новиот шеф на Скопското јавно обвинителство најавувам за вестите во 16 часот. Зоран Јаневски, јас ти благодарам за овие информации и секако детален извештај пренесувам и во следното информативно издание.